Се прават последните подготовки за утрешната манифестација Републичка вешта жена за 2023 година, која ќе се одржи во ресторанот Арена во Тетово. Денес победничките од 11 градови од општинските надпревари и гран при категориите ги подготвуваа своите маси, кои ќе ги оценува жири комисијата. А утре на изборот на Републичка вешта жена ќе биде прогласена победничката. Денеска имаме ние припреми за настанот, републичкиот настан на вешта жена на ниво на Македонија, поминај општинските надпревари. Иначе јас сум Симјановска Русанка, доаѓам од Струга, се надпреварувам во гран при позиција, значи, прва која што пристигна за трета година сребрен медал. Бронзениот го зедов, сребрениот па здравје Боже 3 години пауза, одиме до златен. Денеска, ево како што и вие самите гледате тука, се припремат како доаѓаме од градовите, така се припремаме десертот, главното јадење, кој како успел да направи дома, овде се довршуваат и едно прекрасно дружење и повелете утре. Со што ќе се представите? Што ќе има на вашата трпеза и со што ќе се надпреварувате? Која е тематиката? Тематиката. Искрено да ви кажам, мојата трпеза е асоцирана од еден прекрасен фустан. Значи, мене што многу ме бендиса и како што ќе биде трпезата, како ќе биде, така да грациозна трпеза. Значи, за мене лично, главното јадење ми се црн патлиџан, полнет во форма на кондур, со пропратната декорација. Десертот ми е на црно-златна боја, тоа е бел пандишпајн со чоколада и чоколаден фил. И погача, кој како што умее дома да си ја направи, истото така и јас. Јулијана Златановска од Гостивар, втора година учесничка. Прва лани исто победив на Републичко и во мојот град Гостивар, годинава ми е втора година. Прекрасна маса годинава, тема е жената. Една прекрасна маса што сета почит кон жената, како има на трпезата. Главно јадење десерт? Да, десертот е една убава фигура од жена, како статуетка. Главното јадење се полнети мудри патлижани со исто цветови, салата од цветови, значи од цвекло, исто како бојата на масата. Не секогаш само вкусот на јадењето нели пресудно и декорацијата. Колку се вложувате вие нели надпреварувачките во декорацијата на масата? Да, па тоа е најбитното. Окото кога ќе види дека е убаво нешто, сигурно мора да биде убаво и на вкус. Значи, со прв поглед кога ќе видите трпезата, масата, јадењето или еден обичен ручек дома, значи се прво треба да е фино, убаво наместено, спакувано, дотерано, сервирано, па потоа се да биде вкусно и за јадење. Јас се надевам дека се тука жени си спремале убаво вкусно и убаво декорирано. Целта е тоа да биде масата прекрасно декорирана. Манифестацијата, која е најавено да започне утре во 11 часот, како и секогаш, ќе биде збогатена со музика во живо и забава за присутните гостинки.